Добро вечер и добро ни дојдовте. Често пати велиме треба да го славиме животот и треба да го славиме она што ни се случува нели во текот на годините кои ги имаме дадено овде кога сме. Дали често размислувате или не знам, но како минува времето, нели се фаќаме дека често пати си ја велиме онаа флоскула, си ја повторуваме, здравјето најважно од се, да сме само здрави живи, тоа е најважно, но колку вистина не интересира сето она што има врска со нашето здравје, колку вистина не интересира сето она можеме ние да го направиме и како поединци, да бидеме одговорни и на кој ниво е нашата свесност кога здравјето е во прашање. Оние кои научно се занимаваат со нашето здравје, сето она што треба да го крепи нашето здравје, да бидеме уште долги години нели овде, имаат многу работи кои што да кажат, но имаат и начин како да не вклучат нас обичните, да речам, граѓани смртници кои не знаеме многу за медицината, во целиот тој процес како можеме да си помогнеме и да речеме да останеме подолго и овде, но и да си помогнеме да бидеме вистина здрави. Кога нешто ќе затропа на врата, често пати сите ние се фаќаме испаничени со прашалници, можев ли поинаку, на време ли приметив што се случува со моето здравје, можев ли поинаку да превенирам, или можеби кога некој ќе тропне на нашата врата, барајќи од нас некако на некој начин да помогнеме. Околу донирањето, особено на коскената срцевина, која е исклучително важна во процесот за многу работи за кои вечерва ќе зборуваме, две личности кои ќе ни помогнат да осознаеме повеќе работи, јас искрено од срце верувам и се надевам дека и ќе подигнат општата наша свесност на ниво околу токму да бидеме одговорни граѓани и она кога во моментите нашето здравје дозволува, вистина подадеме и рака или се подадеме да помогнеме и да спасиме нечив живот. Бидејќи секогаш велам и вистина е така, не знаеме кога и во кој период од нашиот живот нам ќе ни биде потребна помош или нешто ќе тропне на нашата врата. Велам добро вечер за доктор Мирко Спировски. Добро ни дојдовте. Човек кој не се предава. Човек кој е пример дека годините вистина се само бројка. Драго ми е вечерва што ќе се дружиме повторно. Повелете, сме били и во тунел, сме зборувале на различни теми, но вечерва велам конкретно и за оваа млада, умна, која вистина има и што да каже, Ана Вучуревич. Добро ни дојдовте, докторка, повелете. И драго ми е што реков, еве со ваква енергија за да се помогне или едноставно да зборуваме за работи за кои вие многу знаете. Но затоа споменав и во најавата, не знам, ние како обични граѓани знаеме, ни интересира, ќе се појават информации. Фала му на Бога, денес живееме во брзо време, динамично, кога информациите по пат на социјалните мрежи може брзо да стигнат до секој од нас, но дали вистина ги приметуваме тие информации кои се однесуваат конкретно на нашето здравје, или нели сето тоа онака ни минува ни социјалните мрежи како информација, а се задржуваме на сето она што значи лесен живот, забава или информации од тој тип. Кој е вашето прво искуство? Дали луѓето вистина сакаат да обрнат внимание на информации од тој тип? Како ви се чини? Јас мислам дека здравјето во најголемиот дел од човешката популација е приоритет број 1. Да. Не само поради тоа што од него зависи како и колку ќе живееме, туку и поради тоа што тоа е поврзано и со целокупната претходна наредна и наредни генерации. Значи, здравјето представува една точка или еден пресек од континуитетот на фамилиите. И поради тоа здравјето на вистина е извонредно на високо место, јас би рекол, од скалата на заинтересираност на луѓето. Меѓутоа, тоа е глобално кажано. Колку од тоа во суштина можно е, колку од луѓето и кои слоеви, на кој начин тоа да го совладаат, па уште поважно да го применат, тука има многу големи разлики и времето во кое заправо тоа се случува. Тоа што беше во времето кога јас бев на работа, тоа беше поинакви беа тие механизми, начини, количина на знаење, квалитет на знаење од сега, каде што е сосема друго време. Меѓутоа, мислам дека генерално постојано заинтересираноста и количеството и квалитетот на знаењето се зголемувал генерално во последните 100 години. Но мислам дека тоа не е доволно затоа што во исто време се откриваат и уште огромен број нови болести, нови состојби, нови лекови, така да постои едно каснење во количеството на тоа што човек може да го совлада во споредба со тоа што му се ставува како реална потреба во животот. Затоа ли не се предавате? Затоа ли постојано сте во чекор со
науката, што се е ново и нема за вас пензионерски класични денови. Од она што вака и малку и приватно и она што ве познавам можам да го приметам. Па сега предавање, што значи предавање? Јас сум се предал, не држам предавање на студенти. А така. Значи, јас во голем дел од мојот живот се имам предадено, не? Меѓутоа човек кога ќе се пензионира одлучува како ќе го спроведе својот живот до крајот на животот и одбира на кој начин и кои задоволства, кои искуства во претходниот период, кои можности, кои способности ќе му возможат по како да кажам, не е тоа полагоден, него поисполнет живот. Апсолутно. И во мојот случај јас сум одбрал после пензионирањето да не престанам со мојата научно-истражувачка работа, со читањето, со пишувањето, со објавувањето, со јавна комуникација на социјалните мрежи за она кое што јас во претходниот период многу сум вложил и многу сум научил и сум сознал и тоа е на еден начин, не е тоа не предавање, туку на еден начин, ја би рекол, редизајнирање или ремоделирање на пензионерскиот живот. Сите пензионери го ремоделираат на различен начин. Апсолутно. Ајде за животот и вистина колку од друга страна, нели, човек може и тие денови што велиме, нели, поактивен да не исполнет работен век, да си го исполни своето време и како на кој начин, некаде во последниот дел од емисијата. На почетокот буквално за она, нели, што дојдовме вечера, бидејќи од исклучително значење. Гледаме и со самото случување на една пандемија како што, нели, не задеси со короната, сваќаме дека вистина не е само флоскула здравјето пред се и е многу важно, туку е од фундаментално значење од проста причина што видовме колку ни се смени целиот живот, начинот на живот, квалитетот на истиот и колку тоа направи сериозни промени во нашето живење. Околу донирањето на коскена срцевина. Вие како еви молекуларен биолог, Ана, и дел од тимот со доктор Мирко, работите исклучително напорно и вредно да повеќе сме свесни за ова и за целиот процес кој требен да се случува, за реков да им помогнеме на луѓето, им се помогне на луѓето кои исклучително имаат потреба во одреден период од животот. Што е потребно пред себе, да кажеме, да се биде еден да биде човек донатор? Мислам дека тоа доаѓа од секој човек. Прво мора да сте хумани, мора да имате желба да сакате да помогнете некому. Меѓутоа постојат одредени критериуми покрај таа желба, нели, кои мора да се исполнат. Тоа се два големи критериуми. Едниот е да имате од 18 до 50 години и над 50 килограми, за да можете да донирате, нели, матични клетки. Исто така има голема листа на болести кои што не дозволуваат вие понатаму да донирате, меѓутоа овие две, возраст и тежина се двата главни критериуми. Да. Се пријавуваат ли лесно донаторите? Или е тука една борба што од страв, што од незнаење? Па од се по нешто. Прво, информацијата не е достапна или не е доследена, проследена до секого. Потоа знаењето не е доволно за одлука, лична одлука. Понатаму, општеството во целина не го афирмира овој процес на дарување на срцевина. И тоа се главните фактори кои што се случуваат. Но јас би сакал да кажам нешто друго, дека нашиот народ долго време, на 30 години и повеќе, многу интензивно дарува крв. Да. Значи, ако зборуваме за дарување, ние мораме да направиме разлика меѓу тоа што се дарува, зборувам како дел од сопственото тело, се дарува и пари, се дарува и многу, се дарува музика, се дарува наспевка и така натаму. Меѓутоа, кога зборуваме за делови од сопственото тело, нашиот народ најдолго, најголемо искуство има и за среќа дарувањето на крв ги исполнува целокупните потреби на нашиот здравствен систем за оваа драгоцена крв. Но затоа дарителството на крв има најдолга традиција, најмногу е афирмирано, најдобро е организирано, најмногу е финансирано, резултатите се пропорционални на тоа. Вториот дел кој што е мощен значаен, а тоа се дарувањето на органи. Дарувањето на органи долго време во нашата земја беше сведено само на дарување на бубрек од родители или од роднини на болни со бубрежна инсуфициенција и немаше некои други поголеми напредоци
Ако во светот се трансплантира и срце, и коски, се трансплантираат и крвни садови, и лигаменти, се трансплантираат и белодробие, и панкреас и така натаму, кај нас тоа не беше развиено. За среќа, и покрај состојбата во која што се најдовме во државата со пандемијата на COVID-19, ентузијазмот и организирањето на здравствениот систем во овој дел покажа извонредни резултати за последниве 2 години. Неочекувано, но ако се проанализира, е логично затоа што сите елементи што беа ставени во претходните 40 години за крвта, дарувањето, беа применети и овде. Значи, беа направени правила, беа избрани тимови, беше направена програма за дарување на органи, беше финансиско надополнување на тие кои што ќе учествуваат, беше направена целокупна стратегија на комуникација со фамилиите во кои што за несреќа има мозочна смрт и како сето тоа да функционира. Имавме нешто кое што јас во мојот живот не сум можел да го замислам, а тоа е годишно 5 трансплантации на срце. Значи нешто што може да го чекаме 50-100 години. И во споредба со другите земји околу нас, еве да ги земеме балканските земји, овој прираст или пораст представува најголем пораст во македонската медицина на полето на дарување, односно на трансплантација во овој случај на орган. И третиот дел, тоа е заправо дарување на клетки. Тоа она што најмалку е проширено, најмалку се знае, нажалост. Имено морам да потенцирам, за дарување на орган неопходно, односно нужно е пациентот да е во клиничка смрт, значи една нелагодна, непријатна состојба во која што фамилијата се наоѓа за да одлучи, затоа имаше толку и има се уште во нашите глави отпори. Но за дарувањето на матични клетки доволно е да се има желба, да се даде примерок, во него да се направи генетска анализа дали е сличен со некого на земјината топка и потоа да чека дали иде повикан или не. Значи, тука немаме ништо заедничко или многу различно од првиот дел кога даруваме крв, односно од вториот кога се даруваат органи. Овде се чека на можност дека е потребно. А ако се пронајде во светот дека одговара на било кој со малигно заболување, најчесто на крвта, леукемиите се во најголема мерка, разните видови, во тој случај се поканува таквиот потенцијален дарител, се вршат повторно сите испитувања, велиме потврдно испитување, се вршат и дополнителни медицински, не само ова, а на што кажа од првите 10 кои што на стартот се контраиндикации, туку и други испитувања се вршат и уште еднаш се прашува дали е согласен или не потенцијалниот дарител и ако сето тоа се овозможи, се оди на собирање на клетки од жив дарител. Значи, дарителот потенцијален, односно овој веќе кој што потпишал, оди на една од институциите, најчесто тоа е Институтот за трансфузиологија или сега Институт за трансфузиона медицина. Таму легнува, му се ставаат на двете раце катетери во кои што влегува, односно излегува артериската, се враќа во венската крв и во еден апарат се собираат клетките. Значи човекот е жив, наблюдува како се собираат клетките. Целиот процес, свесен поприлично, свесен комплетно. Лесен комплетно. Мислам, тоа е нешто што не е афирмирано, не е покажано во голема мера. Бидејќи малку е збунувачки кога ќе ви кажат коски на срцевина, тоа веќе од непознаница, нели сите имаме блокади или веднаш е нели некоја блокада воопшто, нели кон целиот тој процес, од типот на не знам каков ќе биде процесот, што мене ќе ми се случи и што се случува со сметам дека донаторите. Кога би знаеле луѓето точно како е процедурата и дека не е воопшто ништо страшно, дека многу повеќе луѓе ќе сакаат некому да помогнат и да бидат дарители. Инаку во 90% од случаите се зема, како што објасни професорот, од крв се земаат матични клетки. Последици за потенцијалниот дарител може да се чувствува само малаксано ден-два. Стварно не е страшна процедура и 10% од дарувањето оди преку коскената срцевина, каде со шприц под локална анестезија се земаат, се собираат матичните клетки.
Овде последици за потенцијалниот дарител е што може да имаме одринки на местото од самото земјање и исто малаксаност неколку дена. Значи процедурата воопшто не е страшна и кога би знаеле луѓето што точно се случува при колектирање на матични клетки, сметам дека повеќе би се активирале. Ова е слично со собирање, колектирање матични клетки кога зборуваме и со процес на новороденчињата, нели, што беше помодерно во ново време, не. Не, мораме тука да направиме објаснување бидејќи нужно е. Значи, собирањето на крв од папочна врвца или матични клетки од папочна врвца, оти не е само матични, има и други, затоа велиме крвот, се врши на таков начин што после пороѓајот во вената умбиликална се става катетер и специјална кеса во која што се собираат клетките. И тука има две замки. Едната е дека родителите можат таа крв да ја користат само за своји потреби, за своето дете, своите деца или својата фамилија и за тоа плаќаат во банка за крв од папочна врвца. Значи, тоа е банка. Меѓутоа, дел од луѓето се повеќе се согласуваат не да ставаат во банка за себе, туку да ја даруваат папочната крв или крвта од папочна врвца во некој од ваквите регистри. Тоа е регистер на крв од папочна врвца. Значи има разлика. Во банката само за родителите, а во овој регистар во кој што има и банка се замрзнуваат, се користи за било кого во светот. И сега тие две постапки кај нас многу не се афирмира. Првиот дел беше многу афирмиран, зеде некој голем пик, неколку илјади годишно имаше пред 10 години, потоа за среќа се намали, а почна да се зголемува не кај нас во светот овој другиот дел. Значи, целиот тој процес малку треба внимателно да се афирмира низ нашите здравствени служби, најмногу, но и медиумите. Регистарот кај нас е еден тој, веројатно, каде што се чуваат? Не. Има два регистри. Еден е регистарот на Институт за имунобиологија и хумана генетика и ово е втор регистар. Разликата е во тоа што регистарот на имунобиологија и хумана генетика е државен. Така. Значи, тој е во државна институција, со државно вработен. Државата го финансира неговото собирање на примероци, целокупната работа. Значи, државата води грижа за целиот тој систем. Во невладиниот сектор не постои, ние за прв пат го направивме, во кој што потенцијалите на невладиниот сектор, надвор од државните потенцијали, ќе го зголемат бројот на потенцијални дарители. Пример, ако во државниот има 4000 потенцијални дарители, кога би имало и во невладиниот уште 4000, два пати се зголемува шансата на два пати повеќе луѓе со малигни заболувања да бидат излекувани со оваа постапка. Така да мислам дека овој и можеби други регистри доколку се формираат, имаат позитивен ефект врз можноста за излекување на болните со леукемија и со некои други заболувања за кои што оваа метода се користи. Колку се процентуално, грубо малку вака звучи, но нели процентите кога сакаат луѓето да слушнат нели околу тоа дека колку често е позитивен исходот од лекувањата на овој начин со користење на матичните клетки и со донаторите од донираната коскина срцевина, дали имаме тука некакви бројки за кои може да зборуваме. Иако повторно ќе речам, не сакам како бројки, нели, секој човек е важен, секој живот еден е важен, нели, но морам јас да одговорам бидејќи типично прашање за докторската фела. Значи, две работи треба да потенцираме. Едната е дека кога се успешно трансплантира коскена срцевина, конечно, го повторувам 3 пати, конечно се излекува пациентот со малигно заболување. Но, покрај конечното излекување, има некои компликации во мал број кои што медицината со своји методи ги решава и постои дел на неуспешна или компликација од трансплантацијата. Меѓутоа, ако зборуваме дека самата трансплантација како метода колку е успешна, таа на вистина, ако е успешно изведена, представува конечно излекување. И второ нешто, за дарителот, значи кога станува за дарителот, ова е за примателот, давањето на матични клетки било со едната, било со втората метода, не го намалува
здравјето на тој што дал, туку заправо се подмладува. Тоа е убаво. Затоа што навлегуваат Да. новоформирани, новосоздадени матични клетки кои што го поддигнуваат имуниот систем на повисоко помладешко ниво. Значи, овде немаме ние некаков, како би рекол, негативен ефект, туку имаме само една неспремност на општеството сите тие елементи од системот да ги заокружи и да ги претвори во позитивен резултат. Тука е Дали тоа не е можеби некаков условно речено хендикеп што спомена професорот за да биде ова популаризирано на ниво на кое треба и да бидеме свесни на ниво на кое треба да бидеме свесни како единки во ова наше општество околу дарувањето? Сметам дека... Еве вие како и млад човек се движи во тие кругови на млади луѓе? Сметам дека младите се секогаш голем дел расположени да помагаат и да бидат хумани. Меѓутоа, како што спомнавме, сепак, мислам, ако збориме за млади луѓе студенти, например, на медицина или за биологија, многу повеќе се запознаени со оваа процедура од другите млади луѓе и луѓе општо. Сметам дека многу важен дел е едукација на општеството и дека со самото осознавање на цела процедура и што значи тоа потенцијално некому да спаси живот, многу прекрасно нешто. И сметам дека кога сите би знаеле точно како се тоа процедурата, дека многу поголема заинтересираност ќе има. Животот е едно патување. Сите ние учиме нели во различни периоди од нашиот живот, различни искуства, нели дека вистина е патување, за кое не знаеме нели временски период, но велам колку ни е даден тој временски период овде, треба да го славиме. И со сите позитивни и негативни моменти, затоа и музиката имаме овде нели во оваа наша емисија овој пат, за да не потсетува дека живи сме, овде сме и да го извлечеме и да го дадеме најдоброто во секој од нас како поединец, па потоа ќе зборуваме професори и за видеата кои ги споменавме ние позад камерите, за можеби, ако можам така да речам, попластично добијат гледачите еве визија за ова за што вечерва ние овде зборуваме. Leaves a scar that tears all apart and nothing breaks like a heart. Ooh, nothing breaks like a heart. I heard you running for last night and live without a pretty lies, you know it. We both know it. A silver bullet cigarettes, this burning house that nothing left is smoking. We both know it. We go nothing gonna save us now. This broken chalice puts on their crashing in the dark, crashing in the dark. This broken breakers spilling their circles in the bar, surrounding the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar that thing is fall apart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. We leave each other cold as ice, and in the days and when the wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me when drunk in love in Tennessee. I hold it, we both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. This broken silence puts on their crashing in the dark, crashing in the dark. This broken records spilling their circles in the bar, spin around in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar that thing is all apart, and nothing breaks like a heart. Ooh, nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Ooh, nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. This broken silence puts on their crashing in the dark, crashing in the dark. These broken records are spilling their circles in the bar, spin round in the bar.
gonna save us now? Околу процесот споменавте и рековме ќе видиме видеа кои ќе еве вака ќе ни подобјаснат или ќе не буквално ќе ни дадат целата комплетна слика, ќе ни ја дадат визуелно да имаме представа. Првото видео е, мислам, по-комплексно и по-целосно може да даде слика на секој гледач и јас препорачувам да се одгледа ако е можно. И во него се постапките од почетокот до крајот на еден интересен начин со цртежи, со цртани филмови, значи направење на еден доста достапен начин за сите слоеви од општеството, за сите возрасти. А другото е конкретно, практично видео, што ако се пријават и добијат комплет за земање на примерок што треба да се направи, во него е опишано и добро е да го погледнат и тоа гледачите. Можам сега веднаш да кажам дека специфичноста на невладиниот регистар, овој што ние го имаме, е што тој базира во голема мерка на самостојноста на граѓаните да проучат дали е потребно, да се пријават дали сакаат, а ако се пријават ние им праќаме комплет материјали со упатства и со видеото како тоа да го направат. Тие го испраќаат примерокот како граѓани до нас, значи граѓански концепт е на целиот тој систем. Ние од тука го праќаме во Америка во една најголема акредитирана лабораторија за генетско испитување на ХЛА и другите гени потребно за трансплантација и оттаму тие податоци се враќаат и кај нас и во специјален софтвер и од тој софтвер се упатува во Светската асоциација за дарители на срцевина. На тој начин станува човек прво дел од светот, индиректно преку оваа голема патека. И затоа е добро да се видат тие видеа и да сватат нашите гледачи дека првото што треба да направат е нивната одлука. Да, второто што треба да направат да се пријават на нашиот вебсайт или на нашиот зелен телефон 08048. Потоа ние ќе им испратиме материјали, ќе ги проучат, цело време може да бидат во контакт со нас, ќе ги вратат назад примероците и продолжува целата постапка. Така да ние овој концепт го негуваме уште од предминатата година, прво со планирање, а потоа со работа и се надевам дека ќе даде позитивни резултати, но сепак во најголема мерка зависи од свеста на нашите граѓани. Во кои ситуации не може да биде човек донатор? Па има 4 состојби кога не може да биде дарител. Првото е дека има некоја од медицинските болести кои што се контраиндикации или не се препорачани за да се биде дарител, да не ја кажувам тој лист од околу 13. Може да се прочита веројатно. Да, може да се прочита таа листа. Друго е доколку ги нема овие елементи што Ана ги кажа. Трето е ако е веќе дарител во некој дарителски регистар, односно секој може човек во секој момент да се пријави и секој момент да се откаже. Значи, овој граѓански концепт во кој што граѓанинот е на вистина во центарот на вниманието. Ако јас сум бил пријавен сега, сум се предомислил за 5 години, имам право ќе се обратам на регистарот овој или друг, кај нас и резултатите се склонуваат као повлечени. Значи, тие резултати повлечени, значи дека тој човек не може да биде. И сега тука е она што зборуваме, ако е во еден регистар, не треба биде во друг. Но може да се откаже, да речеме, од нашиот регистар, има тоа право, и да се пријави во другиот. Значи, битно е да сватат дека не треба да бидат во исто време во повеќе од еден регистри, но а не да мора да бидат. Да, имаат право на избор, право на одлука што велите. Апсолутно. Можеш да се откажеш во целата слобода останува сепак на одлука нивна. Битно е можеби за почеток да станеме свесни дека еве да го направиме првиот чекор, да сакам да се испитам дека можам да бидам дарител и дека ќе го почнам процесот во смисла нели на собирање на информациите и одлука дека сакам да бидам присутна во тој регистар за нели една убавина во мојата душа, но и мисла дека правам вистина, ќе направам нешто добро, а во одредени ситуации што велите вие кога ќе дојдат пред свршен чин за одлука, може
веројатно изборот повторно е на Апсолутно. на дарителот Се се и конечната повторува одлука уште е негова. попрецизирано. Имаш уште една, ќе се релаксираме ствари, уште една песна која ни оди во прилог на тоа дека треба да сме луѓе, да сме хумани и вистина дека правењето добри дела, како вела, телото ни е само дадено, овде сме нели во едно тело кое ни е дадено на користење за време на нашето присуство овде додека сме живи. Битен е духот, енергијата која носиме и битни се делата кои ги направиме, затоа што велат си купуваме вистина еден мир, еден спокој и една светлина за понатаму кога ќе патуваме. Ако има вистина во тоа, јас длабоко сакам да верувам во тоа, дека сето тоа не прави поплеменити и полдуге, да речеме така. Ќе слушнеме песната и уште неколку детали кои ќе одат веројатно во прилог на гледачите, да можат брзо и што повеќе ја донесат одлуката да сакаат да се информираат и да станат дарители. I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. I gave you love. I gave you all that I had inside, and you took my love. You took my love. Did I not tell you what I believe? Somebody see that love that did not last. That I gave you all that I got to give, baby. I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. I gave you love. I gave you all that I have inside, and you took my love. You took my love. I keep crying. I keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. This is no ordinary love, no ordinary love. This is no ordinary love, no ordinary love. I keep crying. I keep trying. I keep crying. I keep trying. I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. I gave you love. I gave you all that I had inside, and you took my love. You took my love. I keep crying. I keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. This is no ordinary love, no ordinary love. This is no ordinary love, no ordinary love. Еве, верувам дека ќе допреме, ќе станеме вистина полуѓе и хуманноста ќе не биде некоја водилка на секој од нас како индивидуи околу продолжувањето на животниот век. Луѓето сакаат и тоа да го знаат. Што значи за луѓето кои
ќе бидат, ќе ја примат, да речем, терапијата, и за оние кои имали врска, вие нешто подспоменавте. Сега дарители. некои попрецизни или, како да речам, конкретни податоци за тоа не би можел да кажам, затоа што не сум сретнал во моето читање. Меѓутоа, генералните и оние други индиректни податоци кажуваат дека најголем дел од болните за кои што е индицирана трансплантација на коскена срцевина, ако е таа успешно изведена, а под успешно има полно работи што хематолозите треба да ги објаснат, тогаш може на најголемиот дел општеството да им го продолжи животот на некој до нормален век, значи до просечниот век во популацијата. Што е извонредно добро, што представува не само лично задоволство, исполнетост, фамилиарно задоволство, представува и економска категорија и за фамилијата и за општеството во целина. Пример, ако се на овој начин излекувани, измислувам, 100 луѓе на своја возраст од тебе, нека се 30 години, тогаш тие имаат огромен придонес и економски во општеството. Мислам дека ние треба да размислуваме и на едниот и на другиот дел. Значи, продолжувањето на животот со оваа методологија е извонредно значаен и од двата аспекти. А за дарителите, самото задоволство да е помогнато на некој човек да живее, мислам дека индиректно нема цена. Мислам, тоа е такво задоволство кое што е поснажно и од богатството пари, и од музиката, и од вината што ги спомнав, и од се друго. Бидејќи навистина, ако е нешто највисоко, длабоко чувство, е некој да му подари живот. Овде се подарува, значи овде не е му даваш лек, па он го пие, па е подобар. Не, ова е излекување. Значи, дарителот станува лек за болниот и тој го лекува, го излекува. И мислам дека целата таа двојна, како би рекол, позитивна страна на процесот на дарување на матичните клетки или на коскената срцевина треба да го имаат сите граѓани наум кога размислуваат дали ќе се пријават или не, дали се спремни или не. Нажалост, веќе кажа Ана, најчесто во фамилиите каде што тоа нажалост ќе се случи, стануваат свесни. Да, затоа велам. Или некој во нивна околина. Затоа ние и на вебсајтот ставивме тие што се пријавиле да опишат зошто се пријавиле, не за да ги испитаме, него да видиме која... Да, и можам да ви кажам од досегашните дека пријатно ме изненадува дека повеќе од половина или околу половина се дека не сум чул од никаде, но имам чувство и желба, сакам да направам нешто добро. Каде што велат би ни бил крајот да зараснеме да живееме со таа мисла дека да тргнуваме нели со една емпатија за сите аспекти на нашиот живот овде, мислам дека вистина би било прекрасно. Да се живее во една таква атмосфера, полна со емпатија за особено кога здравието е во прашање. Сакаат ли да се запознаваат пациентите со своите донатори? Таа опција постои, знам дека е загарантирано веројатно правото на Ана, ќе одговориш? Да. Јас колку што не знам за кај нас, меѓутоа знам дека постојат различни закони во различни земји. Некои даваат после 2 години да се запознаат, доколку се согласат нормално и пациентот и дарителот, да. Некаде воопшто не е дозволено. Професорот мислам дека поубаво би одговорил за кај нас како е. Не за поубаво. Кај нас не е дефинирано, меѓутоа е во некој од членовите кажано дека е анонимноста загарантирана. А тоа подразбира дека и запознавањето. Меѓутоа не е забрането ако двете страни искажат спрем. Значи кај нас е тоа Оставено малку на така, да. Да, малку на свеста и на желба. Па мислам дека е добро што добро е. Така, кај нас е така. Вистина е убаво да има таков избор. Веројатно ако знаете дека некому сте продолжиле живот, сакате да го видите, а и веројатно желбата да запознавам човекот кој би го спасил и продолжил животот е голема. Фондација Спировски, вашата научна фондација, со многу научни истражувачки трудови, актуелна е,
делот неа покрај ова за што вечерва зборуваме, има и уште многу нели работи кои вие на кои работите и сакате да се знае за нив, да се прочита, да се научи. Што се има? Сега не е тоа кој знае колку многу да кажеме, но сепак скромните да ми има многу. Значи, да кажам јас дека фондацијата ја формиравме 2002 година, значи годинава треба да славиме 20 години, ќе видиме, ќе се снајдеме на кој начин тоа ќе го правиме. И уште на стартот таа беше дефинирана како фондација која што ќе помага на дарителите од сите видови на ткива и органи во нашата држава. Значи далечната 2002 година. Подоцна се покажа дека на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, кој што јас го оформив и на кој што бев директор, можно е еден дел од овие, значи дарителскиот регистар за матични клетки да се создаде и уште тогаш негде 2005-2006 година, 2007 почна припремите до 2010 беше направен тој регистар кој што беше комбинација од Државниот институт за имунобиологија и хумана генетика со кадар, со луѓе, со методологија, хајала технологија што се го развивавме таму и во фондацијата која што се бавеше со овој граѓанскиот сектор, да промовира акции и така натаму. И тоа функционираше неколку години и до моето пензионирање и по моето пензионирање ставот на нашето општество е дека се што направил некој треба да престане да работи и беше преселено на Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Јас се обидов тоа да го објаснам дека не мора така да значи, но се едно тоа е тоа и колегите продолжија да работат. Меѓутоа, од тогаш наваму активирањето на граѓанскиот сектор не беше зафатено. Така да јас поради тоа се одлучив да го дополниме активноста, а не заради некоја конкуренција. Оти ниедна приватна фондација или дарителски регистар не може да конкурира на државен регистар. Апсолутно. Таква работа не постои. Само уште нешто да кажам, се извинувам. Мито тоа е една работа. Подоцна ние почнавме да издаваме научно списание, бидејќи ако нема ова, тогаш да пробаме и тоа списание веќе 12 години се издава и јас би рекол дека е едно од најдобрите ефекти кои што сме ги направиле како фондација, бидејќи стана меѓународно признато, присутно е во светски бази и објавува многу квалитетни и релативно добар број на трудови, ценето е и луѓето се повеќе и повеќе го препознаваат како потребно. Тоа предизвика и поттикнување на некои други списанија кои што се во тек и пред 3-4 години ние размисливме да ги стимулираме студентите по медицина кои што се бават со наука и на научните конгреси на медицинарите пред 2 години и на научниот конгрес на медицинарите од Штип, од Универзитетот Гоце Делчев, одлучивме да им доделиме први награди и објавување во ова списание на најдобрите трудови од усно изнесените, постери прикажани и евентуално приказ на случаи. Тоа се тие 2-3 работи кои што најмногу се прават. Имаме и проекти. Например, би сакал да го споменам проектот со Civica Mobilitas. Минатата година, на почетокот на годината се пријавивме и за среќа го добивме тој проект. Во него заправо е дефинирано поттикнувањето на свеста за дарување на срце. Значи, неговото финансирање е тој дел од нашата активност. Другите делови, генетски испитувања, специализирани софтвери идат од фондацијата, меѓутоа, овој проект тоа го покрива. А според мене ова е многу значајно затоа што тоа беше препознавање дека во невладиниот сектор граѓаните добро би било да се организираат во поттикнување на оваа акција. И не е толку финансиски битно, колку што е, како јас би рекол, стратешки значајно дека е препознаена потребата и ние со тие средства ги снимаме овие видеа и така натаму, значи на вистина ја поттикнуваме свеста. Има и некои други активности, ама мислам дека овие се најзначајните. Исклучително е важно да се биде присутен, што велите, и преку видеата, но и преку информации кои ќе допираат
до поголем број луѓе, ќе може секој да прочита, да види, затоа што како велиме, сето она што ни е присутно и во секојдневие ни се појавува, сакале некеле нели останува некаде во нашата меморија и обрнуваме внимание, колку и да не сакаме, па еве, кога ќе подразмислиш од несвесно читање информации, нели секојдневие кои ги сметаме не толку битни, дали е нешто што не ни интересира како дел од нашиот живот, неколку пати во денот ако ја видам информацијата, таа останува некаде, јас ја имам во некој фолдер. Така да веројатно таа присутност е исклучително важна во оваа борба, да ја разбудиме емпатијата, да ја поттикнеме хуманоста кај луѓето и да бидеме свесни дека вистина е многу значајно да знаете дека ќе можете некому да спасите живот. Што споменавте вие, професоре, нема поголем благодет или нема поголема награда и нема ништо што е повредно тоа да знаете дека некому сте го продолжиле животот. И верувам дека ќе растат нашите деца, јас искрено сакам да верувам дека моите деца ќе растат во општество и во средина која ќе биде на многу повисоко ниво кога емпатијата е во прашање и ќе бидат хумани луѓе сите и нема ништо поубаво тоа да знаете дека сте направиле се што сте можеле да помогнете некому. Верувам дека помогнавме ние вечерва да поттикнеме да размислуваат барем ако не друго гледачите, дека ја имаат шансата, имаат можноста да покажат дека се вистина луѓе. Ако ништо друго да добијат информацијата, да се тестираат на крајот од денот и да го почнат барем од некаде тој процес за да бидат потенцијални дарители. Да ви заблагодарам за одвоеното време. Да си посакаме, Ана, вака плодни години и успешни и да нема запирање и замирање и се разбира во животот човек како велат, колку е присутен и активен, толку си купува и години нели понатаму за живот. Уште еднаш ви благодарам за одвоеното време. Сите информации присутни се на вашиот вебсайт. На кој може да ги добијат вебсајтот, само да го споменеме, зборуваме вебсајт, но sfsmndr.eu е нашиот добро, вебсајт. и ќе го испишеме за да можат да дојдат до информацијата. Зелениот број, слободниот број, тој би требало да се испише. Во комуникација да може да бидат луѓето и следното гледање да би кажете бројки колку само сме помогнале и колку многу повеќе има само дарители. И со песна ќе завршиме затоа што како што споменав и на почетокот, животот треба да ни биде песна и кога на моменти е можеби тажна, нели и секакви моменти не чекаат во животот, да сватиме дека ако сме луѓе имаме емпатија во себе, многу е се поинаку, полесно и поубаво. Ви благодарам за вечерва што бевте дел од Жилет.